За нас македонците се вели дека добро пееме и добро играме. Пеењето ќе го ставиме за некоја следна приказна, во оваа приказна пак ќе се фокусираме на танцувањето, поточно на македонските народни ора. Останете со нас. Бројни истражувања покажуваат дека луѓето кои танцуваат се посрекни, позадоволни, поопуштени. Во таа насока би сакале да го истакнеме моментот на социјализација и на македонските народни ора. Но еве што друго ви откриваме во денешново издание на приказна. Македонските ора имаат важно место во македонското нематеријално културно наследство и македонската традиционална култура. Во минатото тие се пренесувале од една на друга генерација, додека денес тие се пренесуваат преку учество во социјални настани како свадби и прослави, но и во нивната стандардизирана варијанта како дел од кореографските постановки во културно-уметничките друштва. Фестивалската сцена како најсовремена сцена за репрезентативна сцена на која што се презентираат традиционалните културни вредности, изразени преку орото, песната, мелодијата, музичките инструменти, всушност представува едно огледало на кое што може да се направи спој меѓу минатото и сегашноста. Зборот оро, поточно неговите варијанти, може да се најдат во сите словенски јазици, на пример, коло во Србија, Хрватска, Босна, Словенија, потоа хоро во Бугарија, хорон во Русија и Украина. Ова го потврдува словенското потекло на зборот оро, односно танцовата форма во отворен или затворен круг, каде танчерите се држат за рацете и изведуваат некако вид на кружно движење. Она што е карактеристично во сите овие примери и типично за словенските народи е акцентот на колективното тело на народот, односно во орото сите се исти и колективно и репетитивно изведуваат одреден танцов образец. Во македонскиот јазик и македонските дијалекти покрај зборот оро често се употребуваат и зборовите танец и коло, кои укажуваат на истата полукружна формација. Првиот интерес за проучување на традиционалните танци во Македонија датира некаде кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, односно тоа се српски етнографи, учители, кои работеле како наставници во многу од селата во Македонија и со тоа почнале да прават некакви етнографски споменари или некакви записи кои ги проучувале традиционалната култура, традиционалната музика, традиционалните танци во државата, така да тоа ни се најраните податоци, додека во 1930-тите години овие истражувања се интензивираат, односно со доаѓањето на сестрите Љубица и Даница Јанковиќ, кои се едни од основоположниците на етнокореологијата како наука, а со тоа им дале акцент на многу танцови групи во држава, како што била групата од Лазарополе, па од тука станува орото тешкото познато, не само во Македонија, него и во светот. Орската традиција во нашата земја е создавана и практикувана долги години, а најголем замав зема кон средината на 30-тите години од 20-тиот век, кога и почнува да се стандардизира сценски да се применува и да се споменува во пишаната литература. Кога разговараме за традиционалните танци, во Македонија постои еден одреден дискурс, односно зборот танц многу ретко се користи зборот фолклор, се користи зборот игра, фолклорни игри, народни игри, традиционални игри и така натаму, кој сметам дека е погрешен, бидејќи датира од Југославија, од времето на Југославија, односно од околу 1920-1930-тите години, бидејќи во тој момент се пројавува интересот за студирање на оваа материја и првите истражувачи ги ословуваат овие изблици на емоции, овие движења како игри. И намерно ги дистанцираат од концептот танц, во кој тие го врзуваат или со балетот или со некаков модерен танц. Меѓутоа, танцот денеска е во таква позиција да мора константно да се докажува и да се бори за сами своји некакви права, па така да нема потреба зошто да не викаме дека танцуваме оро или нема потреба да ги ословуваме како игра, а играме фудбал, играме и многу други работи, постои совршен глагол и совршен збор за таа активност, па мислам дека тоа е нешто што треба дополнително да се промовира. Во почетоците, орската традиција била карактеристична за руралните средини. Развојот на градската традиционална култура придонел за создавањето на градската орска традиција, која се создавала се до 50-тите години на минатиот век.
Создавањето на ората во различни услови и концепти на живење придонеле за различен развој на ората, но и според нивните карактеристики и севкупните естетски особености. Ако се навратиме наназад, за да стигнеме до фестивалската, современата сцена, мора да кажеме дека порано сцената била многу едноставна на луѓето, односно сцена представувала секое место каде што тие се береле, секој собор. Селата, всушност секое сред село, представувало една сцена. Секоја куќна слава, домашниот амбиент било сцена. Понатаму со развојот на општеството, со развојот на човештвото, синкретички се развива и сцената. Исто во традиционалната култура, како и културата во Македонија, влегуваат нели и машките обредни поворки, како и сите обредности од традиционалната култура. Најпрвен да напоменеме дека машките обредни поворки односно во таа група спајаат повеќе машки обредни поворки, а тоа се маскираните поворки, односно маските, или поворките со маскирање, потоа русалиите и овде спаѓаат и обредностите кои што се случуваат во периодот за водици и за богојавление, односно 18 и 19 јануари, а тоа се кумствата како обредности. Женските обредни поворки, прво мораме да кажеме дека во водичарките учествуваат само девојки, значи не мажени девојки, тука имаат забрана за учество нели оние кои што се мажени или верени. Станува збор за период на моминство, период на задевојчување на моминството, каде што учествуваат девојки на возраст од 10 до 20 годишна возраст пред да започнат со својот брачен живот. Нивната цел и нивната мисија е да придонесат здравје, среќа и благосостојба на населението, на селото, на фамилијата, на членовите, нели на тоа што они го поседуваат. Ората имаат едноставна кореографска структура, односно одреден мотив кој се изведува репетитивно и унисона. Инструменталната придружба била најчесто од страна на еден инструмент, како на пример гајда, зурла, тапан, шупелка, тамбура, кемене и слично. И самите соборски ора се изведувале во регионите, во подрачјата, во самите рурални средини, за да се сметаат и третираат како ора кој што се за забава и за доближување на социјалната општествена заедница на самиот етнички предел или играорно подрачје. Во минатото, ората обично се изведувале за време на празниците како Божик, Водици, Великден, Ѓурѓовден, Спасовден, Петровден, социјални пригоди како венчавки, слави и собори, обично на сред село или пред црквите, додека обредните ора се изведувале и пред куќите. Лазарските обредни поворки кои што се изведуваат една недела пред Великден на Лазарева сабота. Лазарските обредни поворки се распространети низ целата територија на Македонија, повеќе етнички предели, но едни од најиздржаните, да кажеме, и најавтентичната форма на изведување на лазарските обредни поворки се сретнува и во селото Луке, во етничкиот предел Славиште. Зашто би ги одвоила овие лазарски обредни поворки, бидејќи во тој предел тоа е единствено село каде што се задржале овие обредни поворки. Ја имаат истата мисија како водичарските обредни поворки да придонесат здравје, среќа и благослов на фамилијата, на членовите од семејството. И исто нив ги изведуваат девојчиња, односно девојки во периодот на моминството, кога не се мажени, односно не смеат да бидат мажени или верени. Карактеристично за овие лазарице, да кажеме, овие обредни поворки го носат името лазарице од село Луке. Појавата на, односно задржувањето на нивната автентичност, појавата на синкретизам од оро и песна. Во минатото се изведувале до 2000-та година и од 2000-та година до 2017-та година има една пауза од 17 години каде што лазарките не се изведуваат заради недостаток на
млада популација која што може и е квалификувана да ги изведува овие обредни поворки, но потоа во 2018 година повторно се изведуваат на теренот онакви во автентична форма како што и некогаш се изведувале тие лазарски поворки. Во 20-тиот век, со развојот на градските средини, со урбанизација, кога веќе луѓето од селата почнале масовно да се иселуваат во градовите, кога се развива таа градска култура, сите луѓе од селата си ги понеле со себе и своите традиционални вредности, односно она што го пометеле од своите баби, дедовци, мајки. Во тој период, посебно после војната, периодот, кога кај луѓето се јавило потреба за тие да ги зачуваат тие традиционални вредности кои што ги запаметиле некогаш, тие почнале да се омасовуваат. Како се формирале месни заедници, се формирале соколари, здруженија, подоцна културно-уметнички друштва, ансамбли, асоцијации во кои што го негувале фолклорот, односно изразен преку орото, песната, мелодијата, инструментите и во секој случај облековната структура не смееме да изоставиме, бидејќи и таа е исто една одлика на некој етнички предел. Градската традиционална култура се оформила под влијание на условите на живење во градските средини, но и според културолошките влијанија. Например, остатоци од отоманската култура гледаме не само во ората, начинот на танцување и мињата на ората, туку и во носиите и музичката придружба, како во селата, така и во градовите. Доказ за ваквите влијанија се и патриархалното танцово изразување, односно поделбата на машки и женски ора, која не е така изразена кај народите кои не биле под отоманска окупација. Во некои соборски ора девојките не се фаќале во исто оро со момчињата, во даден дел играле засебно или најдобрата што е оровотка, иако играла 10 или 15, ако добро игра, може да го замени местото како сама што е оровотка и по завршувањето на самото оро да се врати на местото од каде што игра. Во градската култура и кај градските ора ваквите поделби не се толку застапени, особено поради прифаќањето на ала франга културата, која се смета како влијание од западниот свет. Одличен пример за мешањето на неколку култури се и челгиските оркестри, кои обично имаат виолина, кларинет, ут, канон и дајре, кои не се врзуваат со словенската култура, а се продукт на отоманската култура и карактеристични се за градовите. Со масовувањето на луѓето во ансамбли, културно-уметнички друштвени здруженија, месни заедници, се јавила потребата да се формираат и првите фестивали. Така, во 1947 година, на 11 октомври, како прослава за македонците, односно за ослободувањето, се формирале првите фестивали во Битола и во Штип. Значи, пред тоа се формирале смотри на кои што се избирале групите во одредени региони, регионални смотри биле тие, се избирале групите од селата, од градовите кои што ја негувале својата традиционална култура и учествувале на фестивалот. А после првиот фестивал во 1947 година, од Битола и Штип, поради неповолни организацијски и реализацијски способности, како што е наведено, нормално, се префрлило формирањето на фестивалите и реализацијата на фестивалите во Скопје. 48 и 49 се реализираат во Скопје, истиот фестивал. Песта веќе застанува, бидејќи за празнувањето на 11 октомври почнале инаков систем, односно повеќе политиката била актуелна и се прославувал 11 октомври на политички начин. Културно-уметничките активности и манифестации веќе замреле. За во 52 година, 1952 година, повторно да се возобнови фестивалот, меѓутоа во Прилеп, како републички фестивал на народни игри и песни. После тој период имаме замрување на фестивалите, за во 1962 година да се формира Балканскиот фестивал на народни песни и игри во Охрид, кој што е прв фестивал во Македонија, и од тогаш
секоја година, може да се каже и секој месец, веќе почнале да се формираат фестивали, секое културно-уметничко друштво, секоја асоциација, секој центар за култура си има свој фестивал. Кога станува збор за одредени спецификации во поглед на географската распространетост, главна специфика на источното играорно подрачје во однос на традицијата на народните ора е големиот репертоар на ороводни песни, но и по комплексни танцови, мотиви и формации. Кај западното играорно подрачје наидуваме на само неколку женски ора, додека поголемиот дел од репертоарот го изведувале мажи. Она што е исто така специфично е застапеноста на глувонемите ора, односно ора без музичка придружба, особено во женскиот орски репертоар. Во југозападното и јужното играорно подрачје наидуваме и на паровни танци, каде што двајца мажи или две жени, но никогаш мажи и жени, во одреден дел од орото танцуваат во парови. За македонците се вели дека убаво пеат и убаво танцуваат. Ние денес ќе се фокусираме на ова второва, па во таа насока ме интересира колку народните ора се значајни за негување на традицијата и културата на секоја земја, вклучително и нашата. Па да, обично тоа е нели позната изрека, ако поминуваш низ Македонија, немој ни да играш ни да пееш, зашто ќе те надиграат и ќе те надпеат. И тоа е на вистина така, затоа што македонскиот народ низ годините создавал специфични мелодии, специфични ритмови и затоа сме, да кажам, и најпознати на Балканот по народните ора и по народните песни. Секако дека овие народни ора и воопшто традиционалната култура не треба да се заборави, туку треба постојано да се негува и да се на некој начин да и се посвети доволно внимание, не само нели во институциите, туку и понатаму и во медиумите. Јас како млад човек можам да кажам дека низ сите овие години многу со љубов го работам ова што го работам, сум поминал и во аматерски ансамбли, потоа и во танец и така натаму, но сепак треба на младите многу поблиску да им се донесе на некој начин, да се најдат по прифатливи форми на младите генерации, да им се пренесе што значи тоа народна култура, што значи народни ора, затоа што во последниве години имаме некоја тенденција, да кажам, од помладата популација, каде што веднаш што ќе спомнете фолклор или народни ора или народни песни. И во високото образование во 2007 година се отвори оддел за етнокореологија, тоа е оддел за изучување, проучување на народната игра воопшто. И тој оддел функционира некои 15 на години. И можам да кажам дека да, се направи огромен чекор во последниве 20 на години за изучување и негување на целата традиционална култура, каде што се вклучени нормално народните игри, народните песни, народните инструменти, народното пеење и целокупната традиционална култура на македонците. Со тоа што морам да кажам дека освен на македонскиот народ, исто така се делумно се изучуваат и културите на останатите народи кои што живеат, албанци, срби, роми, власи и така натаму. Како се создавале народните ора? На кој начин се граделе, се менувале? Биле и начин на комуникација кога се создавал, да речеме, кога се сакале да се направи отпор кон нешто или начин за комуникација кога се обидуваме да славиме нешто? Во минатото народните ора и генерално народната игра воопшто имала за цел да ги собира луѓето и особено народните ора, како зборувам како социјален веќе феномен, затоа што во минатото народните ора кога се собираат луѓето на собор на одреден празник, да речеме порано во некоја селска средина, секоја недела се знаело дека се оди на собор и дека се игра. Сега целиот тој собор
можеме да го погледнеме и во социјален контекст, затоа што ако денес, да речеме, тоа ни се журки, така натаму забави на младите кои што се собираат, порано тоа било многу поразлично и се случувало на самиот собор. Дали тоа ќе биде на сред село, дали ќе биде некаде на некоја ледина над селото или во дворот на некој манастир. И секогаш кога оделе на Оро се облекувале во најубавата носија. Тука ергените секој пат се истакнувале во однос на играњето, затоа што во минатото не смеело ерген да не знае да игра, затоа што нема да може да се ожени, или пак обратно. Исто во однос на, да кажам, на таа родова застапеност во народните игри. Например, порано до Втората светска војна бил застапен строго патриархалниот начин на изведба на самите ора, каде што мажите играле на една страна, односно во еден дел од орото, девојките или жените веќе играат на сосема друга страна, и во минатото било навистина срамота ако девојка се фати до некое момче, тогаш значи дека веќе таа е ветена за него и нема бегање. Ако навистина нели се сакаат толку и веќе мора да дојде и до свршувачка и така натаму. Така што ората не се само да се игра и едноставно да се искаже, да кажам, задоволството од музиката и така натаму, има многу подлабоки нешта кои што се истражуваат и допрва нели ќе се истражуваат. Ќе се надоврзам на истражувањето и посочувањето како низ медиумите, но прво би сакала да го спомнеме тешкото, затоа што исто така и тоа има комуникацијски важност во поглед на нашата историја. Да, тешкото, нели, сите знаеме дека е едно од најпознатите македонски ора, се уште се изведува во некоја малку посовремена форма и на свадбата во Галичник, односно манифестацијата Галичка свадба. Тешкото во суштина представува нели културен белег на македонскиот народ. Тоа е на некој начин создадено во пределите од Мијачијата, значи Галичник, Лазарополе, Тресонче, Гари и така натаму, значи пределите од Мала река. И тоа представува на некој начин израз на самиот тој народ што живеел таму и преку, да кажам, преку она тешко играње, тешки движења, каде што сите знаеме дека нели имаме одредени баланси, па каде што се клекнува на една нога и така натаму. Потоа кога се забрзува орото имаме многу специфични фигури, кога имаме клекови со вртешки, и сето тоа на некој начин е градација на едно оро кое што почнува бавно и потоа завршува во еден побрз ритам и на некој начин доаѓа до екстаза кај игрорците. Сега, ако ја погледнеме поезијата на Блаже Коневски, познатата Тешкото, тука тој се наоѓа некаква, да кажам, врска помеѓу орото и тешкиот живот на македонците. Меѓутоа, тоа е повеќе, да кажам, како негово гледање и можеби таа култна поема Тешкото останува како таква, но ние етнокоролозите гледаме да најдеме малку по друг начин на интерпретација на сето тоа, затоа што луѓето во минатото играле затоа што им било мерак да играат, така? Меѓутоа тешко се вели затоа што има многу тешки движења. Медиумите се важни за продолжување на животот на народните ора, при тоа не мислам само на традиционалните медиуми, телевизија, радио, тука и филмот. Би сакала да ги споменам најновите медиуми, односно социјалните мрежи, зашто не се користат можеби малку повеќе за да се испрати таа порака на важност. Еве, например, кога е Галичката свадба, огромен е интересот, зашто еве тој момент не се искористи малку повеќе за проширување на знаењето за народните ора на нашата земја. Така, да, овие социјални медиуми, како што се Facebook, Instagram, сега веќе и TikTok, YouTube, тие се многу достапни на младата генерација
И јас можам да кажам дека од моје лично искуство со учениците од средното музичко, голем дел од нив на оние популарни стори што ги викаат, нели, секој пат кога настапуваат и кога одат некаде на турнеја или кога се облечени, да речеме, во носија, тие не можат да престанат да се сликаат и да се снимаат. И тоа секогаш го објавуваат на социјалните мрежи. Меѓутоа, тоа е, да кажам, една лична перспектива на самите ученици кои што имаат потреба тоа да го истакнат и да кажат дека не се срамат од тоа, дека, нели, сакаат да носат носија, сакаат да играат, сакаат да настапуваат и така натаму. Е сега во однос на медиумите, како, да речам, ајде, институционално да се покрива, имаме примери кај што се снимаат, да речеме, одредени кратки репортажи за млади луѓе кои што изработуваат инструменти, кои што ткаат, кои што везат, имаме и ние од нашите ученици кои што се занимаваат со тоа. Меѓутоа, генерално, ако се земе колку е застапена популарната култура, колку е застапена странската музика и така натаму, морам да кажам дека е навистина во споредба со тоа е во многу мал број или во многу мал процент застапено. 23-годишниот уметник Озбек Ајваз ја имаше својата прва самостојна изложба пред зградата на Филхармонијата. Изработи дело од железо со кое на публиката го представи тешкото оро, составено од скулптури на осумина играорци во природна големина. Делото е изработено од железо, челик. Тешко е тон и пол до скоро 2. Представено е тешкото оро. Као прва самостојна изложба пред Филхармонија, тоа изненадно се деси, искочи пред Филхармонија, не бев ни ја, не го очекував в тој момент. Пред да го прикажам делото на јавноста, од слики на некои блиски што имам покажувано, као вау, добро е, не знам, она, уживо кога го видов прв пат и грандиозно големо дека беше и луѓето другше го осетија делото, бидејќи сепак не е мало, 30 на 3,5, скоро 9,5 квадрата, 10 квадрата е делото големо. Го работев 3 месеца или 90 и кусур дена, што би рекле. Денонокно, од сабајле до вечер. Делото има 8 метални скулптури, 8 како символ на бесконечност, 8 бидејќи македонското срце чука во 7/8-мински такт, а орото како инспирација да пренесе порака да ги сакаме и почитуваме овдешните традиционални вредности. Сакав како граѓанин на Македонија, како уметник, сакав нешто да оставам некој белег од македонското во уметноста. Орото по медиуми што гледавме на галички свадби и имаше некои инсерти што ги гледав по телевизија, по медиуми и интересно ми делуваше и така ми се зачувало у фолдер у глава некој дел. И со карантините кога беше на тешкото, многу е тешко, сите се жалат дека е тешко и така дојдов до тешкото оро на YouTube, го отворив, го изгледав, го земав, го искицирав потоа на лист и после неколку месеци почнав со реализација на делото и за 90 дена го завршив. Делото е изработено од рециклирани материјали, а со ова младиот уметник пренесува уште една силна и важна порака, овој пат за заштита на природата. Танец е многу смислено основан, бидејќи во тоа време во поранешна Југославија се формирале ансамбли во Белград, Загреб и Скопје и до ден денешен, еве после 73, односно едниот ансамбл 74 години, постојат, екзистираат и ја извршуваат мисијата за која што се основани. Да се собира, негува и сценски да се презентира фолклорот на државата во која што ансамблот е основан. Танец е многу важен и станува се поважен, бидејќи сите ќе се согласат, ние немаме кореографска школа, танец е тој кој што ги создава кореографиите и сите културно-уметнички друштва во најдобра смисла на зборот го имитираат танец, односно ги изведуваат кореографиите на танец. Танец се повеќе станува важен, бидејќи ние нашиот фолклор го немаме, речиси е исчезнат на теренот
И затоа секој еден што сака да се запознае со орската традиција во Македонија се осврнува кон танец и тоа значи сега изворот. Веќе не се наоѓа нашиот фолклор на терен, туку може да го најдете и во изворната форма и во стилизираната, но без да биде сквернавен, токму во танец. Па, вие само да слушнете какви се епитети има добиено танец, значи тоа е подвижен музеј, најголемиот амбасадор на Македонија во светот. Танец е навистина тоа. Ние имаме носи кои што се по цел век стари, значи околу 2000 автентични носи. Танец не игра во стилизирани носи, имаме изворни инструменти, песни, ора, свирки. Танец каде и да патува, вие можете да ја видите целата историја на Македонија, фолклорот, токму преку танец. И токму затоа танец го нарекуваат најголемиот амбасадор на нашата држава. Тој е уникатен, нема поважна институција во земјава, како на локално ниво, така и интернационално. Таа мисија ја остварува во сите овие 73 години од постоењето. Ние забележуваме дека на танец не доаѓа само возрастна публика, туку и многу млади, и се трудиме тој изворен фолклор да го пласираме на интересен начин, убаво спакуван. Нашите изданија се веќе прекрасни, нивото на снимениот материјал е како и секој оној што ќе го најдете во светските куќи. Не случајно се емитува на националниот сервис се што прави танец, така што на тој начин со современи приоди се обидуваме танец да го доближиме и до помладата публика, односно младите да сватат дека да се слуша изворен фолклор, да се почитува танец е ин, значи не само она што е со модерните технологии денес донесено, дека се повеќе млади сваќаат дека ништо не можеме без изворот. Љубовта сама по себе е инспирација. Со оваа реченица Емилијана Велковска-Вебер не воведе во својата приказна. Од мала вели била играорка, а фолклорот е нешто во кое ужива и се пронаоѓа самата себе. Заминува во Америка, го запознава својот сопруг, Брет Вебер, и по свадбата таму носи одлука нашата култура, традиција и фолклор да ги представи на неговото семејство, но овој пат на домашен терен. Јас сум веќе 2,5 години во Америка. Имав можност да се запознам со луѓе што веќе долго време се таму и долго време живеат. Кога збориме за наша традиција, наша култура, сето тоа некако многу поемотивно го доживуваме таму, ни фали, малце носталгични сме, ја цениме повеќе, нели, има изрека додека не изгубиш нешто не знаеш колку вреди. Мислам дека сите тие што се заминати од тука, се отидени на страна, дека се осеќаат исто како ја што се осеќам. Дека ни фали тоа, ни фали културата, ни фали традицијата. Подготовките за се она што ќе ги очекува гостите кога ќе дојдат во Македонија започнуваат во Америка неколку месеци порано. Јас имав можност да ги запознам и сопругот и семејството малце со нашата култура, со нашиот фолклор. Во македонските цркви кои што ги имаме во Америка, веќе кога организираат празници, имаат ора, така тапани, зурли, така го спремив малце што да очекува од свадбата, но сепак целокупната свадба беше нешто многу поразлично од тоа што има можност малце да видат во Америка. Семејството на сопругот ги однесов на танец кога има турнеја низ Америка, да видат како изгледа таа наша традиција и култура и наш фолклор. Беа импресионирани, мислам, од движењата кои што ги имаме, координација на тело, пошто америчките свадби се повеќе како диско забава, повеќе како бар, така да очекуваа нешто, но тоа што го спремевме ние на самата свадба беше нешто воодушевувачки. Свадба со македонски ора, гости кои го научиле рамното, зет кој за прв пат облекол македонска народна носија, обичаи од традиционална македонска свадба.
Сето ова било вистинско воодушевување за гостите од Америка. Моето потекло од Крива Паланка, така да конкретно носиите беа од Кривопаланечки регион. Имаме различни носии, од секој регион се различни, но делот од кој што моите родители потекнуваат и од кој што ја потекнувам, беа носиите што ги носевме на свадбата. Америчката култура се состои од мешавина на многу нации, многу луѓе, но сепак ние тоа што го имаме е уникатно. Можам да кажам дека стварно уникатно. Од обичаи извадивме доста, бидејќи и сопругот не му се познати, целата координација и учење на обичаите, нели, земање невеста од дома, ставање пари во кондури, буткање на врата, сите тие обичаи ги извадивме, но ставивме акцент на запознавање меѓу родителите, фамилиите едни со други, кршењето на погача, кое што означува осватување, нели, близина. Тоа беше нешто на вистина значајно за нив, кога ја разбра суштината на кршење на погача. Доколку го сакате и се гордеете со она што е ваше културно и традиционално обележје, тогаш и другите ќе го почувствуваат тоа. Емилијана со голема љубов и гордост пристапила на целата оваа приказна, па затоа нивната свадба е нешто многу повеќе од една обична веселба за роднините и пријателите. Беа малце скептични се тоа како ќе се одвива, како ќе биде на крај, да кажам на некој начин и моја победа беше успеав да ставам на тањер се ние што имаме, што негуваме, како го негуваме сето тоа. Отидоа со воодушевување, се уште зборат за тоа, се уште слушам колку прекрасно беше, колку динамично. Тоа за мене на некој начин е успех, бидејќи успеав да пренесам нешто. Јас како единка од Македонија успеав да пренесам наша култура, традиција и фолклор во Америка, така да сакаат да се вратат. Мислам дека уште една свадба македонска нема да прави. Но сакаат пак да продолжат да го гледат тоа, да ја негуваат и они традицијата ние што ја пружаме. Македонските ора имаат огромно влијание за македонската култура, македонската традиција. Токму и затоа треба да им посветиме доволно внимание, да ги научиме, да ги споделуваме, затоа што на некој начин тие се дел од нашиот идентитет. Еве што откривме за нив денес во приказна. Во македонската орска традиција, индивидуалната поставеност на играчот има огромна улога, но само кај првиот и последниот танчар на орото. Тој има точно определено место, време и простор во културата на изведување на традиционалните ора, при што засебно место во текот на орото има мажот, а посебно жената. Кога станува збор за женската обредна традиција, многу е важно да се каже дека и општо во обредната традиција што е во Македонија, жената е главен носител на таа обредна практика кај нас. Со тоа што и женските обредни поворки се многу зачестени и ги има во доста голем број во нашата држава. Што е важно да се каже во однос на женската обредна традиција, дека обредните поворки, обредната традиција се дели на календарски и некалендарски обреди. Кога станува зборете нешто ќе кажеме повеќе за календарските обредни поворки, тие се изведуваат во точно определен период, односно точно определен ден, точно определено време. Најчесто тоа е за празниците. Кога збориме за женската обредна традиција или женските обредни поворки, тие се најчести во зимскиот циклус и во пролетниот циклус. За зимскиот циклус најкарактеристични женски обредни поворки ни се за водици, односно 18 и 19 јануари за Свети Никола, за Свети Јован, кога се изведуваат водичарските обредни поворки. Низ сите краеви на Македонија во минатото бил карактеристичен патриархалниот начин на изведба, со познатите норми на однесување и посебен пристап кон традиционалните танци. Македонските ора изобилуваат со хореографски движења како полусвртување, клекнување, подскокнување, подрипнување, трусање, вкрстен чекор, страничен чекор, играње на колена и многу други.
во женскиот дел на мијачката етнографска целина соборските ора биле по-елегантни, по-мирни и спуштени доле. Додека кај прсјачката етнографска целина било дозволено да скокаат или да се малце потемпераментни во делот на играта на самото соборско оро. Зависно од стилот, кореографијата и обичаите поврзани со нив, македонските ора можат да се поделат во 5 регионални групи: западни, југозападни, јужни, северни и источни. Обредните поворки ја пренесувале танцувачката традиција. Учесниците во овие поворки одат низ селата, односно одат по фамилиите, ги посетуваат со нивните обредни движења и со нивните карактеристични обредни ора, заигруваат, ако има дел од некои обредни песни, значи ги пеат, а со тоа им даваат благослов на фамилијата за здравје, исто така и за берикет на домот. Кога сме кај ората, значи една тема која што е можеби најкарактеристична за нас етнокоролозите, може да се каже дека во овие маскирани поворки го имаме најархаичниот, односно најавтентичниот, поточно најархаичниот образец, односно најархаичните образци. Тоа се некои подскоци, доскоци и скокови, а во некои етнички предели како што е значи овие најархаични игрорни образци можеме да ги сретнеме во пределот Тиквешија, односно во селата Бегништи и Ресава, каде што се уште најархаично се изведуваат овие маскирани поворки, но исто така и се среќаваат во пределот Малешевија, односно во селото Ратево, каде што игрорните образци прераснале во малку посложени, односно тие веќе го играат орскиот репертоар од тој предел. Русалиите, како еден вид на најинтересни машки обредни поворки, кои за жал веќе не се изведуваат во нивната автентична форма, туку се останати само дел од овие машки поворки ги изведуваат своите ора во понова форма, односно на големите фестивалски сцени. Значи, русалиите се појавуваат во етничките предели Бојмија и етничкиот предел Струмичко поле, односно селото Секерник, а во Бојмија се среќаваат во селата Миравци, во селото Петрово, исто така и во порано село Богданци, а сега веќе и општина Богданци, значи и таму имало. Во својата автентична форма и најархаична форма се престанале да се изведуваат во 50-тите години од минатиот век. А денес рековме дека во понова форма се појавуваат на фестивалските сцени. Имиња на македонските ора се изведени од имиња на места, лични имиња, занаети, животни, инструменти, видот на орото, начинот на држење и обичаите. Секоја содржина која што ја креираме, ја создаваме и излегува од човекот пред се, реално е да си го добие и своето име. Затоа и потеклото на самите имиња се поделени по потеклото, по самата функција на орото, по имињата од луѓето кои што и биле наменети за самото оро и според техниката на играње на самото оро. Кои се ора кои што ги знаеме, а се по овие сегменти дадени самите имиња на истите, е тоа што, например, според потеклото, можеме да ги кажеме самото оро Црногорка, или самото оро Каршијак, или
Скопска Црна Гора, значи тоа се по етничките предели и региони од каде што доаѓаат тие ора. Според функцијата на самите соборски ора или како ги добиле, овде го издвојуваме орото калајџиско, кој што го добило според името на занаетот кој што се изведувал во источниот регион. Според техниката на играње, доаѓаме и се соочуваме, например, со ората пешкото, со потрчаното оро, со орото за влеченото. Сето тоа е како се игра самата структура на истото соборско оро. Тешкото е со тоа што во првиот дел на машкото оро се игра многу бавно. И многу бавно се изведуваат самите форми во тој дел на орото и заради тоа е дојдено и потеклото на самото оро да е тешкото. На завлеченото е тоа што се завлекува со даден преплет и се гледа пак според техниката на самото играње. Обликата на танчерите е многу важна. Поврзаноста на народните носи со самите ора е исто важно, бидејќи самата облековна структура, самата носија го рефлектира и го доближува моментот од каде е комплетното потекло на играта, на носијата, на инструментите и комплетно потеклото на етничкиот регион. Ората може да бидат отворени и затворени, а танчерите се држат за раце или за рамења, за појасите или под рака со рацете свртени надолу. Сите учесници во орото танцуваат на ист начин, освен челниот играч и последниот играч, кои може да изведуваат додатни чекори и движења. Ората се вијат обично надесно, но има и ора што се вијат налево. Игрорните образци можеме да кажеме дека на цела територија на Македонија задржани се оние основни игрорни образци или основни форми на игрорните образци кои што и некогаш се изведувале во минатото. Таква појава на игрорни образци имаме во повеќе примери на ора, како што и денеска ни се познати, но може да се сретнат и со различна терминологија нели во нивните имиња, зависност од пределот од каде потекнуваат тие ора. Такво ни е орото лесното или правото, ние што денеска го знаеме како 3 напред, 1 назад, кое што ни е нашето најпознато македонско оро, кое што се изведува и ден денес на свадбите. Но во различни етнички предели може да се најде под различни имиња, некаде го нарекуваат рамната, некаде лесното, некаде правото. Рамните ора како правото, тешкото, рамното и турското важат за лесни ора кои се прифатливи за целата популација, поради едноставната играорна основа. Тротакниот игроорен образец се смета за еден од најархаичните на Балканот. Ората кои имаат сложена играчка база, како например малешавка, поттрчано, трчаница, тресеница, ги играат само талентирани играорци. Најголемите презентери и афирматори на македонските ора се културно-уметничките друштва, односно ансамбли, а најзначајниот предводник, така наречениот амбасадор на македонскиот фолклор во светот, е ансамблот за народни игри и песни на Македонија Танец. Уште еден момент на зачувување на традицијата ни представуваат културно-уметничките друштва, ансамблите кои што се аматерски здруженија и на професионално ниво, можам слободно да кажам дека, односно на научно едно ниво, ни представува зачувувањето со појавата на насоката традицијски играч и пеач во 2001 година во ДМ Буцилија Николовски Луј, со основањето на таа насока и посебно со основањето во 2007 година катедрата за етнокореологија на Институт на Универзитетот Гоце Делчев од Штип, која што функционира до денес. Исто така, со самото формирање на катедрата се формира и ансамбл. Можам слободно да кажам дека тоа е полупрофесионален ансамбл, бидејќи исклучиво ја негува традиционалната игра, односно традиционалните ора, традиционалните вредности, нема ништо елаборирано или стилизирано, тоа е ансамбл Македонија.
Играњето е убаво, македонските ора се прекрасни и инспиративни. Тоа можеме да го потврдиме и самите, но уште повеќе го тврдат тоа луѓето кои што се од надвор и кои што уживаат во нашите бренд амбасадори кои што ја пренесуваат музичката култура и музичката порака на македонските народни ора. Верувам дека оваа приказна ви беше убава. Довидување до следната.